Стабилноста на денарот ја одржува Народната банка и координираноста со Министерството за финансии, смета Лјупчо Трпески, финансиски експерт и некогашен гувернер на Народната банка на Република Македонија. Стабилноста ја држи конзервативната монетарна политика во најпозитивна смисла на зборот, што ја води целиот овој период Народната банка и усогласеноста со Министерството за финансии. Колку сегашната светска економска криза ќе му го искомплицира здравието на денарот? Здравието на денарот не може да го наруши, меѓутоа ќе има последици врз економијата, а со тоа како што ќе слабее, бидејќи ние сме врзани со еврото, како што ќе слабее еврото, така ќе слабее и денарот. Дали само националните економски движења се доволни за стабилност на националната валута? Стабилноста на денарот најголемиот фактор е конзервативна монетарна политика и можам да посведочам примерот 2001 година која беше војната. Од буџетски суфицит заради војната дојдовме до 12% од општествениот производ буџетски дефицит. Тогаш монетарната политика со остра рестриктивна политика успеа да одржи стабилноста. Заменик министерот за финансии Николче Јанкуловски тврди дека ваквата монетарна политика продолжува и понатаму. Она што како Министерство за финансии сме длабоко посветени е во намалување на сивата економија, во квалитетно управување со јавните финансии. За банкарите и академската фела за овие над 3 децении денарот ги издржа сите монетарни искушенија. И со оваа монетарна стратегија македонскиот денар ги помина сите тестови на екстерни шокови, кризи, внатрешни, надворешни. Чест и задоволство ми е што денес се случува петиот поред Ден на денарот, кој што се организира од страна на Економскиот факултет катедра за финансии. И задоволство ми е што оваа институција го означува Денот на денарот како еден од побитните настани во современата македонска историја.